Нови искри меѓу владините партнери знами вреди. Овој пат поради барањето од студенти, правосудниот испит да се полага и на албански јазик. Првиот вице-премиер и министер за евроинтеграција Беким Сали е на став дека за гарантираните права во уставот за албанците по автоматизам треба да се применуваат во сите закони. Но министерот за правда Игор Филков му одговори дека уставот е јасен и законот за правосуден испит не предвидува негово полагање на друг јазик освен македонскиот. Сепак премиерот Мицкоски не очекува ваквите различни мислења да се одразат на стабилноста на владината коалиција. Мислам дека дебата е добра, здрава е дебата и очекувам денеска таа дебата да престане. Мицкоски изрази подготвеност за промена на законот кој во моментот не дозволува правосудниот испит да се полага и на албански јазик, доколку за тоа има иницијатива. За таа цел најави дека уште утре ќе ги повика засегнатите страни на разговор. Ние мораме овој процес на полагање најпрвин да го утврдиме со закон. Законот ваков како што е не дозволува таков тип на полагање. Јас сум подготвен да тоа го регулираме со закон. И тоа не само за албанскиот јазик, туку и за јазиците на сите делови од народи кои што се споменати во преамбулата. Сега ние да се зачауруваме со некакви национал-романтични тези, а да се повикуваме на устав и на закон, а самите не го објаснуваме тоа како е нити едната, нити другата страна, тоа мислам дека е политиканство. Според лидерот на СДСМ Венко Филипче најважно е знаењето на студентите, а не јазикот на кој ќе го полагаат испитот, и смета дека не се потребни нови поделби во општеството. Јас не гледам никаков проблем да се полага на било кој јазик, на било кој јазик. Но стручноста да биде на прво место. Во развиените земји прашањето е колку знаеш, не на кој јазик полагаш. Во Швајцарија се полага на германски, француски, италијански. Никој не те прашува на кој ќе полагаш, што го кажуваш на кој сакаш да полагаш. Ето тоа треба да го постигнеме ние. Натаму треба ово општество да оди, а не во поделби. Инаку ова не се први јавни преписки на релација вреди знам. Несогласувања помеѓу коалицијските владени партнери имаше и околу изменетата методологија во балансерот и исклучувањето на нерезидентното население од пресметките при вработувањата во јавниот сектор.